Почитувани сограѓани, денес Советот на општина Охрид треба да гласа по предлог буџетот кој ние како општина го предлагаме за 2021 година. Овој буџет е во голема мерка посветен на урбанизмот, уредувањето на градежното земјиште, локалниот економски развој, развојот на туризмот, образованието и животната средина. Вкупните приходи во предлог буџетот се проектирани во износ од нешто повеќе од 1,2 милиарди денари, додека приходите само на основниот буџет се проектирани на 685 милиони денари. Буџетот планира рекордни 98,7 милиони денари за реконструкција на улиците и патиштата во општината. Улиците Јане Сандански, 7 ноември, Будва, Прилепска, Славе Планина и други ќе добијат нов лик, а ќе им се придружат и улиците Ке Македонија и македонски просветители, за кои што се обезбедени средства од владата на Република Северна Македонија и од Светска банка. Планирано е продолжување и уредување на речни корита, на велосипедска инфраструктура, како изградба на нови и обновување на веќе постоечките детски игралишта. Дел од средствата во буџетот се планирани за локален економски развој и развој на туризмот преку субвенции на неколку категории, како што се занаетчиите, општинскиот линиски превоз и различни други туристички дејности. Имаме рекордно висок износ на обезбедени средства за стипендии во износ од 6,3 милиони денари, а се продолжува со инвестирање во реконструкцијата на основните и средните училишта низ општината. Во делот на социјална заштита, сакам да напоменам дека општина Охрид комплетно го превзема финансирањето на дневниот центар за лицата со интелектуална попреченост зраци, односно обезбедува средства за континуирано извршување на секојдневните активности на овој центар. За жал, и овој пат опозицијската ВМРО-ДПМН преку нејзината советничка група не најде начин да биде конструктивен партнер кој работи во интерес на граѓаните. Тие не учествуваа во составувањето на буџетот за 2021 година и решија на самата седница да го попречуваат донесувањето на буџетот со поднесување на повеќе небулозни амандмани. Благодарам.